го повикувам да се обрати подпредседателот на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, другарот Гордан Георгиев. Дана во генот ни е победнички да се однесуваме револуционерно. Во генот на Прилепчани ни е, Ана, да знаеш. Па од каде да почне ако не од Прилеп? Од каде да почне, кажете ми? Од каде да пукне ако не од Прилеп? Од каде да пукне оваа власт? Драги Прилепчани, другари и другарки, Прилеп е зачетник на отпорот. Секој ден, 20 дена веќе, Прилеп неуморно маршира по прилепските улици. Многу не има. Почитувани Прилепчани, како да ви кажам, како ние ве гледаме од Скопје. Секој ден на телевизија, на оние телевизии што остана, секој ден на YouTube, Прилеп 2000, Прилеп 3000, Прилеп 4000 луѓе, секој ден. Па што да кажеме ние во Скопје? Почитувани Прилепчани, отпорот, почнувајќи заврши во Прилеп. Драги пријатели, на 24 декември се случи погреб на македонската демократија. Се случи сериозно кршење на уставот и на принципите на онаа Македонија во која што сме живееле и сме сонувале да живееме од 1941 година. На онаа Македонија која што мојот дедо Оцка, кој што го даде животот 1942 година во Прилеп и Прилепско, се бореше и го положи својот живот за да живееме во нормална, демократска, слободна Македонија. Во еден ден 40 битанги неидентификувани удрија на 370.000 гласачи на СДСМ и на опозицијата. Удрија на пола Македонија, го поделија народот, го раскараа македонскиот народ. Денеска во Прилеп, секој ден из Македонија сме тука да им покажеме дека нема да им помине, дека е но пасаран. Оваа работа ќе ја завршиме како што треба, или на улица, или на предвремени парламентарни избори. Никола Груевски, авторот на ова злословство што се нанесе на македонскиот народ, денеска вели дека седна на лидерска средба за да се покрие срамот и штетата што ја нанеле пратениците на СДСМ за 24 декември. Каква штета, Никола, што зборуваш? Каква штета да ги покажеме медицинските наводи на Весна Бендерска, на Радмила, на Ана од влечење, од туркање, од стрес, од она што го направија. Не беа само фатени за раце, беа брутално изнесени, клоцани и сврани од собранието, од домот кој што треба да представува дом на сите граѓани. Никола Груевски, Маријан Ристевски, Стеван Анчија, знаеме дека се обидувате со вашата спин машинерија на секој начин да покажете дека на 24 декември не се случило ништо. Дека ќе продолжите со вашата приказна на лажни ветувања, со вашата приказна на лажни земјоделци, стечајци и други лажни бранители на режимот на Никола Груевски. Сакаме да ви кажеме дека ние ќе останеме на улиците, се додека не ја истераме правдата, се додека не докажеме дека во Македонија на 24 декември беше изфрлена пола Македонија на улица, надвор од институциите, и ова е нашата единствена шанса, единствена борба да издржиме. И ќе издржиме, бидејќи нема повеќе, бидејќи повеќе веруваме во оваа приказна и бидејќи повеќе ја сакаме Македонија. Почитувани Прилепчани, Прилеп излегува во толков голем број. И тоа покажува дека оваа приказна не е само приказна на партија, не е само политичка борба како што некој сака да представи меѓу СДСМ и ВМРО. Ова е борба за повисоки принципи. Ова е борба која што изборивме 45-та, ја изборивме 90-та, ќе избориме и 2013 година. Ова е борба за слобода да дишеме,
за слободно да зборуваме, да можеме нормално да комуницираме со нашите сограѓани, да ги закопаме конечно победите секири. Македонскиот народ да може слободно и нормално да живее во една нормална Република Македонија. И затоа, почитувани пријатели, затоа толку многу неопределени граѓани, луѓе кои што може би гласали и од таа страна, ни се приклучуваат на улиците. Затоа толку луѓе кои што до вчера се ФМК, се правеа дека се неопределени, велеа дека едните и другите се криви. После 24 декември сватија дека ѓаволот ја однесе шегата, сватија дека виштинското лице на овие луѓе е фашистичко лице. И да не се либиме од тој збор. Она што го направија, можеме да го видиме како правеше Милошевиќ, претходно го правеше Чаушеску, претходно го правеше Хитлер. Ние во оваа борба ќе победиме. Пратениците на опозицијата, сите оние 42 сме единствени како тврди ореви. Ќе обстоиме приказната до крај, бидете убедени. Не повикуваме и вас да ви продолжиме маршевите, се дури не го скршиме режимот, се дури не ја донесеме победата, се дури не си ја обезбедиме слободата на македонскиот народ. Да живее Прилеп, да живее Македонија!